Përshëndetje të nderuar dhe këtë të enjte rruga drejtë është bashkë me ju. Besoj se nuk ka nevojë të prezantoj temën për cilën do diskutohet sonte. Ajo që dominon në opinion nga dita e shtunë pas preskonferencës kryeministrit Gruevski sigurisht është afera, gjithsesi padia që ai paralajmëroi ndaj kryetarit të opozitës për grush shtet, ndërkaq të gjithë tjerët janë në pritje të shpalljes së bombave dhe asaj që posedon si dëshmi kryetari i opozitës, gjithsesi partia opozitare Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Unë sonte këtu në studio kam dy mysafire, kam dy zonja, është zonja Fosina Remenski, nën kryetare e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Dobro doјдовте. Добро вечер. Со нас исто така во студио и господја Слајана Тасева од Транспарентност Македонија. Добро вечер. Зошто толку се чека од СДСМ да се објават документите? Вечерва во последното излагање председател на партијата Зоран Заев во интервју за БИР вели тоа би било викендов или реално почеток на наредната недела. Зошто се тактизира толку многу? Значи, деновиве и месеците наназад многумина не прашуваат зошто тактизираме, некои не обвинуваат дека и калкулираме во делот на објавувањето на материјалите со кои што располагаме, а сведочат за многу сериозни индиции за сторени кривични дела од страна на носители на власта. Јас би кажала дека Социјалдемократскиот сојуз во ниеден момент не калкулира, меѓутоа тактиката е дел од секоја стратегија, бидејќи ние во последниве години немаме водење на конвенционална политичка битка, бидејќи знаеме дека носителите на власта, концентрацијата на моќта во еден или двајца во државата ја наметнува потребата од обмислување на сите чекори во постапувањето на опозицијата. Затоа добивме потврда и во репортите на меѓународната заедница кога изрекоа загриженост за неодделивоста на државата од партијата, па и во време на изборниот период кога зборувавме дека владеачката партија ги употребува односно ги злоупотребува институциите на државата во остварување на политички цели, користејќи се со неконвенционални методи на водење на таа политичка битка преку медиумската корупција, преку континуираното систематско медиумско манипулирање со вистината, со сите оние спотери кои што се прават во медиумите како намера да се поттикне јавното мислење или да се насочи негативното јавно мислење кон одредени јавни личности за одредени невистинити ситуации, каде што имаме толку силна спрега помеѓу механизмите на работа на разузнавачките и безбедносните служби со медиумите, бидејќи тие реално ги хранат медиумите со одредени информации кои што треба да создаваат одредена слика и впечаток за настаните и за лицата. Нормално е во ваква ситуација сите материјали кои што доаѓаат до опозицијата од загрижени граѓани кои што се уште имаат чувство за законито работење и професионализам, да бидат искористени на најсоодветен и на најдобро можен начин, за да не наштетат и на интегритетот физички на луѓето кои што ни ги доставуваат овие информации, но и заради оставање на простор во македонската јавност да се потврди периодот на апсурдност во кој што влегуваме, и тоа, да кажеме, тактички многу добро го изведе Социјалдемократскиот сојуз со фактот дека со пресконференцијата на Груевски тој реално ја откри намерата за каков вид на процес ке станува збор, бидејќи таму воопшто не стануваше збор за објава, за сериозно загрозување на неговата позиција, туку обзнани почна политичка кампања за процес кој што деновиве медиумите го анализираат, квази интелектуалци кои што не поминале државен испит по однос на тоа
што предаваат на факултетите на кои што студентите студираат и образуваме кадри за работа во државни институции, сето тоа потврдува дека ние деновиве се соочуваме со целокупната апсурдност на владењето на Груевски и би го потврдила она што Бери Бузан многу добро го опишува во неговата книга преведена во томовите од преводи на владата, за жал тие воопшто ништо не читаат, па и не го прочитале и Бузан, вели дека кога ќе се урниса физичкото, институционалното, идејното постоење на државата, во смисла кога ќе се обединат тие три компоненти на државата како идеја, како организација во еден човек, тогаш на вистина се поставува прашањето дали ние можеме да зборуваме за државата. Тоа за нас е уште една потврда и од научна гледна точка дека ние имаме на вистина проблем со авторитарно владење. Ако на тоа исто така да го додадеме и она што во Уставот го пишува, а тоа е темелната вредност на уставниот поредок и наводната намера на Зоран Заев да ја разниша, да ги разниша темелните вредности на уставниот поредок, ќе видиме дека тука веќе добиваме потврда и на она синтагма државата тоа сум јас, иако државата не е Никола Груевски, туку сите ние граѓаните, вредностите и сето она што е дел од уставниот поредок. Ако направиме една проста обсервација на темелните вредности, човековите слободи и права, почитувањето и заштитата, поделбата на власта и владењето на правото, гаранцијата на правната сигурност, меѓуетничките односи, се она што е вредност, тогаш на вистина се доведуваме се ставаме под знак прашање дали овие 8 години ова се не е руинирано и дали лажното представување на Груевски како жртва во овој квази процес е дефокусирање од вистинските подривачи на темелните вредности на уставниот поредок. Сепак останува после Централниот одбор, за да само да почне да објавува тоа што поседува како доказ. Социјалдемократскиот сојуз, како сакате наречете ги, дали бомби, дали аргументи, ја подготвува стратегијата за вистината за Македонија. И од кога ќе биде донесена утре? Да, подолгорочен процес кој што нормално го темелиме на се она што го имаме како капацитет, како обврска за донесување на одлуки на органите на Социјалдемократскиот сојуз. Ние веруваме и знаеме дека ова не е борба и битка на Зоран Заев како лидер на Социјалдемократскиот сојуз, туку на сите од Социјалдемократскиот сојуз, сите граѓани кои што ќе се поистоветат со Социјалдемократскиот сојуз и со намерата на вистината да ја излезе на виделина. Тогаш на вистина ќе се дознае се во врска со она за кое што зборува и лидерот и ние на нашите јавни настапи месеци на нас. Да, сигурно ќе ги разговараме и деталите од сето ова што се случуваше неделава, од саботата па навака. Има ли елементи за кривична постапка против Заев или било кој друг вмешан во овој случај што го објави или обзнани први МВР, па после тоа во изјавите господинот Груевски? Па некако обратно, барем јас разбрав за тоа. Први ја слушнав изјавата, па потоа го прочитав извештајот или информацијата објавена на веб страната на Министерството за внатрешни работи. Ето има пресон едно сат, два пред премиерот. Може би сум пропуштила, затоа што сепак беше тоа работен ден или како беше бев зафатена. Но, како и да е, се обидов да разберам за што станува збор, затоа што изјавите или начинот на кој што ни беше соопштено дека во државата се случил државен удар или пуч, некако не соодветствува со најобичната дефиниција на државен удар. Значи, што е тоа што треба да се случи за да ние навистина имаме државен удар. Ги сослушавме сите тие искажувања дека
треба да се случи нешто или дека ќе почнат да се објавуваат некакви информации со кои што некој некого сакал да уценува или да издействува нешто, па дури да се заканува, и дека сето тоа треба да представува или ние да го разбереме како државен удар. Не сум видела никаде во светот државен удар да бил изведен на таков начин. Во државен удар учествуваат армиите или учествуваат високи функционери од самата власт, која што е на власт, затоа што не се согласува или сака нешто да смени. И некако ова отстапуваше од тие вообичаени модели на државен удар. Некои ги објаснуваа ова што се случи како најава на некакви процеси кај што ќе се водат процеси против опозицијата за на крајот да се укине опозицијата. Но бидејќи кај нас се е толку ispolitizirano и некако се сведува на волунтаризам и многу паушални изјави, јас вообичаено сакам да седнаме да ги проверам фактите, што и го направив. Тогаш анализата на она што е напишано на веб страната на Министерството за внатрешни работи, првен гледаш дека едното со другото не се совпаѓа. Значи, она што беше кажано на пресконференцијата и она што е напишано во тој извештај некако не кореспондираат. Предходно ни се случи апсење на висок функционер, мој колега. Ние никогаш нема да се откажам од моите колеги кои што сум ги ценела и почитувала за време на студирањето и потоа во текот на нивната професионална кариера. Значи, исто така со чудење гледав што уствари се случува таму и обвиненијата или притвор определен заради поседување на оружје за кое што веќе се утврди дека легално се поседува оружјето, но притворот се уште трае. И сега ние потоа читаме во извештајот на МВР дека господинот Верушевски исто така е осомничен и по членот 24 за кривичното дело насилно уривање и така натаму, членот од 311 за кое прво обвинет или прво осомничен е лидерот на опозицијата. И сега гледаме дека тука пак тоа дело за кое се сомничи Заев едноставно не се гони за обид. Така пишува во законот. Значи тој што сакал ова да го смисли и да го стави во некаква правна рамка да личи барем дека ќе се води некаква постапка правно заснована на основа на некакви докази кои што постоеле во тој момент, а не само да почнеме па да видиме до каде ќе стигнеме, ама барем да се потруделе правилно да го осмислат тоа нешто што ќе држи вода. Денеска се и ние по обичај се залетуваат сите, нели, новинарите и експертите, па почнуваме да расправаме на тема ќе имаме ли транспарентна постапка, дали се судовите под контрола на власта или не се под контрола на власта. А не гледаме дали воопшто има постапки или не. Да, обвинителството дава зачудувачки изјави. Да, и за тоа ќе разговараме секако. А ние не почнуваме од почеток да видиме луѓе има ли тука нешто што држи вода, има ли овде некакви елементи или некој сака да ни создаде некаква, јас ја нареков фикција, заради некаква цел. Сега што е целта нова? Да се гледаме постепено што е целта. Што е цел? Целта е да се замолчиме ние, ние како невладина организација, знаеме да објавиме информации за нешто што очекуваме утре да биде дел од некаква судска постапка. И очекуваме да биде дел од судска постапка. А не да се плашиме дали ќе биде дел од судска постапка. Значи, тоа е интересот на јавноста. Затоа ние ги воведовме сите закони и за пристап до информации и можноста да се, нели, да имаме слободни медиуми. Ние сакаме колку тие се имплементираат. Така е, но затоа велам, сето тоа ние едноставно се сака со овие делувања, што ги видовме со овие и медиумски хајки, и изјавата, за жал обвинителството се инструментализира максимално, што и така имаше многу мала доверба кај граѓаните, мислам дека сега уште повеќе ја губи. Затоа сакам да разговараме во детали, затоа што нивното соопштение создаде
толку нејасноти во јавноста и е зачудувачки. Ако беа професионални јавни обвинители, ќе им речеа на МВР, извинете, луѓе, овде нема случај. На основа на ова не може да се определи притвор и вие продолжете, ако сакате да работите, да докажувате нешто дека има, најдете си елементи прво и докази, па после ќе видиме. Да беа професионални, но за жал, колку се професионални кај нас не знаеме, можно ли е Заев да биде уопсен? Спремни ли се и за таков сценарио? Значи, ние со вакви институции, со вакви медиуми, со ваква медиумска хајка и извртување на вистината, очекуваме се. Меѓутоа и искрено да ви кажам и за македонската јавност, ние и сме спремни на се. Реално, затоа што уште со самото излегување на премиерот на пресконференција, додека во меѓувреме председателот како врховен командант на вооружените сили беше на некоја селска слава по повод верски празник. А премиерот зборува за пуч? Премиерот зборува за пуч. Утре дента гледаме посета на поплавени места, кои што реално се загрижувачка состојба во Македонија и не треба да ги заборавиме апропо сите овие дискусии за важната политичка криза во Македонија. Меѓутоа, во случај кога се заговара вест за пуч, а имате врховен командант кој што не е во државата, имате вооружени сили кои што воопшто не ги тангира прашањето, кога имате осамен премиер на пресконференција во кој што ја идентификува извршната власт единствено со себе. Премногу е несериозно, јас затоа велам, квази стручњаците овие денови воведуваат и нови дефиниции во толкувањето на настаните. Но да подсетам дека ова не е прв обид да се накалеми државен удар на опозицијата. Првото обвинување за државен удар беше црниот понеделник или 24 декември. Иако и комисијата која што со консензус политички донесе извештај, се утврди прекршување на уставот од страна на клучните јавни личности по функција во државата. Јас би се надоврзала исто и на овој момент дали имаме дело или немаме дело, иако ние не сакаме да паднеме во замката на правната квалификација на делото, бидејќи тука воопшто не мислиме дека и ќе има некоја реална правна разврска на целокупната состојба, бидејќи, како што кажав и на почетокот, кога сложено правно прашање ќе го започнете со политичка кампања и ќе го решавате со политички механизми, тука не може да се зборува за право, за правна држава, за процедури, за важење на процедури и правила. Тоа веќе се докажува. Меѓутоа, апсурдноста на обвинувањето лежи во неколку моменти во самиот член за кој што се терети господинот Заев. А тоа е, да кажеме, вика со сила или со сериозна закана сакал да присили некого да стори или да не стори нешто. Кривичарите добро знаат дека силата е едно, меѓутоа сериозната закана повлекува дециден исказ како закана по живот. Нели? А не аргументи за сторен криминал на лица од владеачките структури. Да стори или да не стори нешто во своја надлежност. Па се алудира дека бил присилен или бил уценуван да формира техничка влада. Легитимното политичко барање изнесено од опозицијата ден после изборите, на самиот ден на завршување на избори, не може да се толкува како закана или уцена или непознат став за кој што не знае меѓународната заедница, не знае ОПСЕ, не знае Европска унија, не знае македонската јавност и прв пат премиерот го слуша како некое заканувачко барање. И второ, и клучно, формирањето на техничката влада не е надлежност на премиерот. Тоа е надлежност на Собранието на Република Македонија. Зашто зборуваме ние денеска? Тука немаме ни парламент како што треба да имаме. Примерниот фокус, мислам, на целата дискусија е не фокусот на
фокусот на материјалот кој што е аргументот што е предмет на средство за уцена, туку нотирањето на странските служби и целата ова кампања која што се води апропо апсолутно се гледа да разговараме или да биде дебатата за формата, а не за содржината, за суштината, што содржат тие документи што ги посредува опозицијата, за кој премиерот за прв пат јавно признава дека се точни, полуточни и дел не биле точни. Ако се навратиме назад со првата афера, ако можеме да наречеме за Вокеновска банка, памтиме сите дека нивната реакција беше дека од почеток дека ова е монтажа. Сега за прв пат имаме дека тоа што има опозицијата е точно, делумно точно и неточно. Што ако се уапси за? Ќе престане, ќе останете на тоа да не се објавуваат работите? Значи, дента кога, во саботата, кога председателот Заев го остави пасошот во суд како гаранција дека нема да ја напушти државата, иако верувам дека власта молеше Бога тој да ја напушти државата, па да се изрежира друг филм дека еве на вистина тоа е вистина. На пресконференцијата имаше такво и новинарско прашање, иако тој беше многу експлицитен во кажувањето дека што ако вас ве уапсат, кои ќе ги обелодени аргументите и доказите кои што ги имате. Тој рече, ако не јас, тогаш сите овие околу мене. Они е таму. Значи, Социјалдемократскиот сојуз во тој момент имаше повеќе од 1000 присутни на пресконференцијата. Членови на извршен, членови на Централен одбор, председатели на општински организации, членови на извршни одбори, председатели на комисии, членови на сите органи на партијата. Ние сме подготвени вистината да ја изведеме на виделина. Значи, без разлика, кој од сценарието ќе се обиде власта да го инцинира. Рековте дека обвинителството со ова што го направи, место да почне да ја враќа довербата, они уште повеќе ја губат. Тоа што исто така е збунувачки, посебно за медиумите и нивното соопштение, во кое што ни вела дека ние не смееме да објавуваме информации што се однесува на овој случај. Како го гледате тоа соопштение? Да, мислам дека ова соопштение предизвика многу дебата кај сите во медиумите и воопшто кај граѓаните. Гледам големи реакции од страна и на Сдруженијето на новинари и од другото Македонската асоциација на медиуми, така. Но и индивидуално јас не овие 2 дена сите новинари што ги сретнав, сите ме прашаа исто. Што сега да правиме во оваа ситуација? Мојот став беше дека треба да бидат уште поофанзивни, а не поддефанзивни. Напротив, уште повеќе треба да се објавуваат информации, да се бара обвинителството пред се да го објасни овој свој став. На што го темели и што е тоа што всушност е забрането да биде објавено и дали тоа навистина е забрането со некаков закон или тоа треба да биде некаква цензура или само цензура, што не знаеме од каква, заради што и од каква причина. Затоа што никаде не постои таква обврска или таква забрана да јавно се изнесуваат некакви информации кои што се од поширок јавен интерес. Затоа што се разбира дека медиумите и сега, тие што се професионални медиуми, известуваат на основа на медиумската етика или стандарди, каде што мора секоја информација така е да биде добро проверена, да биде заснована, да го знаете изворот на таа информација и така натаму. Се разбира дека во правото постојат информации кои што се заштитени, кои што не смеат да бидат објавени јавно, тоа се информации кои можат да загрозат некаков државен интерес или пак може би ако произлегуваат од некаква многу сериозна постапка која што се води од страна на органите, некакви оперативни обработки, некакви големи следења, некакви големи акции и така натаму, за да се загрози некоја голема акција или пак некаков нечиј живот во одредена ситуација да се доведе во опасност, но тоа се ситуации кои што се утврдени во законите и мислам дека и вие
сте добро за тоа добро информирани и обучени, дека сигурно знаете што значи на таква ситуација. Ако идеме во паметот на обвинителството, треба сите медиуми да се затвориме и да идеме дома. Значи, ако одиме во паметот на обвинителството, значи дека ние сите треба да се затвориме и да се замолчиме, дури ни меѓусебно да не разговараме за вакви ситуации. Еве, ние си дозволуваме, реков и на почетокот, да правиме пресконференции на кои што објавуваме криминали за кои што очекуваме некој да води некаква идна постапка. За жал, ние повикуваме да водат постапки, а нема такви постапки. А нели пак да знаеме дали она за што зборуваме денеска, утре нема да биде дел од некаков предмет или од некаква постапка. И сега да престанеме сите да зборуваме. Тоа ќе значи дека секаде во светот, веројатно, затоа што не можеме ние, ако не сакаме да не сметаат за диктатура или за држава која што е под целосна контрола на еден човек, кој што си дозволува да каже судството ќе води фер постапка која што ќе биде и транспарентна и која што ќе биде и јавна. И ние во таква ситуација оваквите искажувања од страна на јавното обвинителство треба само да не поттикнат за да бидеме уште по настојчиви во тоа да си го бараме своето право на слобода на изразување и да зборуваме за тоа што е јавен интерес. Дали она што го зборува обвинителот е јавниот интерес и дали е засновано на законот, или ако ние дознаеме за некакво злодело или некаков криминал и тоа го објавиме јавно, а што е исто така со луѓето кои што се пријавувачи. Светот ги вика whistlebloweri, ние не знаеме, се уште немаме некој термин усвоен кај нас, некој вика укажувачи, некој вика пријавувачи. Еве, и Фросина беше кај нас пријави еден случај во Transparency International и ние баравме и од обвинителот да ја заштитат како whistleblower, како пријавувач. И од Народниот правобранител тоа го баравме. Во оваа ситуација господинот Заев ќе биде во улога на whistleblower. Беше веќе еднаш во улога на пријавувач уште во случајот со банката, со Македонска банка. И тоа е, би рекла, еден од преседаните во светот, да whistleblower се казни за тоа што објавил информација. Тоа во светот не се прави. Првин се проверува информацијата, а тој што пријавил треба да се заштити, а не да се казни. И затоа мене ми е жал, јас навистина секогаш имам обичај да кажам и во обвинителството има професионалци, но ако тие професионалци не можат да се изборат за својата професија, за својот интегритет и личен и професионален, тогаш мислам дека или треба да се повлечат од таму, или треба да станат и да проговорат за тоа. А јас секогаш ги повикувам апсолутно професионално да се вршат работата. Верувам, убедена сум дека овие соопштенија што ги слушаме, па и ова денеска дека истрагата може да трае 2 години, па тука имаме право да го продолжуваме притворот, тој притвор пред се е нелегитимен. Нема основа за таков притвор во овој момент. Никој не ни го објасни тоа и они се повеќе и повеќе одат подлабоко во таа ситуација и се повеќе и повеќе губат довербата. Пред да одиме со првата пауза за реклами, само уште едно прашање. Ако не грешам, пред ден-два објавивте на вашиот профил на Facebook дека вие лично сте биле предмет на обработка или на следење на службите. Да, мислам дека тоа во моментот не мора толку премногу да се акцентира, бидејќи не е предмет. Но тоа покажува дека они следат се и се во некаква паника, која може да се каже така. Значи, сите сомневања за незаконско постапување насочено кон мене лично, јас го пријавувам уредно до институциите и очекувам професионално постапување. Во оној дел кој ќе се надоврзам, ако ми дозволите, за јавното обвинителство и соопштението, кое што во овој случај јас го гледам како и Социјалдемократскиот сојуз го гледа како обид за превенирање на излегување на било што во форма и содржина онаква каква што излезе тајната снимка од кабинетот на Груевски, па пораката беше нели секое идно дека треба да се
отстрани и така натаму, и дека обвинителството, ако не знае што да прави, стручната јавност треба и да му посочи, да му сугерира одредени действија, иако не се сомневаме помеѓу таа спрега на полицијата, обвинителството и политиката, затоа и реално сите овие конвенционални методи на пријавување ги избегнуваме, зашто имаме и навистина сериозни сомневања дека тоа ќе добие некоја реална законита разрешница. По објавувањето на тајната снимка од кабинетот, освен тоа што јавното обвинителство излезе со соопштение во кое што превенираше идни објавувања, иако навистина снимката е од примена на материјал од примена на посебни истражни мерки, тогаш јавното обвинителство треба да поведе истрага и да побара вештачење на таа снимка која што излезе во медиум по истата експедитива како што тоа го направи со клипот Фабрика за пасоши. Да утврди кој е производителот на снимката, кој го пуштил во оптек и дали е вистина. Тоа е првиот момент. Вториот момент, ако таа снимка во постапката према Зоран Заев се користи како основ за да биде осомничен за дело против функционер. Во овој случај, во оваа фаза на истрага, тоа добива јавност. Тоа веќе не може да биде основ, тоа е веќе искомпромитиран доказ. И друга работа, самото монтирање, обработка на тој видеоматеријал, кој што е службена тајна во постапка на примена на посебни истражни мерки и пуштање во оптек за медиумско користење со политичка заднина, навистина се доведуваат во прашање целокупната технологија на примена на истражните мерки, и обвинителството навистина ќе треба да се подзанимава колку тоа институциите надлежни за спроведување на посебните истражни мерки ги злоупотребуваат и мерките, и средствата, и материјалите во политички цели. Дотолку повеќе што видовме дека тој материјал е монтиран. Фали еден дел кој што предпоставувам содржи информации за кои што самиот Груевски призна дека се точни, полуточни или полувистините, се поставува клучното прашање. Дали институциите кои што е отвориле оперативната обработка против Зоран Заев за насилство према државни функционери, истовремено отвориле оперативна обработка по информациите за индициите за кои што Груевски признава дека се точни, полуточни. И во овој случај, ако тој материјал е разгледуван од јавното обвинителство, јас очекувам утре јавниот обвинител да излезе и да каже: ние покрај ова што го водиме како постапка за сериозна закана против Груевски, отворивме обработка и против оние кои што се спомнуваат во снимката дека сториле. Па нека во постапка се потврди тоа што е тоа точно, што е неточно или што е полуточно. Не, во секоја нормална држава така би требало да течат работите, но за жал кај нас оди се наопаку. И уште еден момент, бидејќи излегоа многу сериозни информации во вестите на Сител, кои што исто така потврдуваат она спрега на полициско-безбедносните служби и нивните материјали со вестите во медиуми, во кои што се зборува дека и самите репортери кои што известуваат за тие состојби велат дека тоа се извори од истрагата, а во овој случај прибирањето на информации за делото ги прави Министерството за внатрешни работи, па таму имате, вика, од извори во истрагата, кој се среќавал, каде се среќавал, колку пати поминал граница, каде бил. Значи, тоа е класична злоупотреба на сите оперативно-тактички и технички мерки кои што се применуваат во овој случај, и обвинителот, доколку има професионален интегритет, кредибилитет и професионализам, пред се одговорност, не само денес, и во иднина,
во најмала рака треба да ја прекине, да ја запре истрагата заради компромитирање политичко на целокупниот материјал кој што се злоупотребува сериозно за политички цели. А тоа за какви цели, за каква дестабилизација и за какво уривање на уставен пореток, веќе и не треба да знаеме, бидејќи ги гледаме креаторите на таа деструкција. Добро, мора да направиме пауза, па ќе продолжиме со разговорот за тоа кој ќе биде под истрага доколку се објават сите тие документи што ги поседувате и од прилика знаеме дека не може да објавите што се содржат тие, но за што се работи, бидејќи во јавноста се разговараат многу муабети, но што е суштината на сето тоа што го имате како материјал. Шко име пауза не пар реклама да крејми Сришне студио. Kthehemi në studio për të vazhduar me mysafirët mbi temën cila është aktuale këtu te ne. Ќе продолжиме повторно со вас. Велите дека се застрашувачки материјалите, тоа што поседувате. Толку се страшни за премиерот да мора да даде оставка? Па знаете, вие кога имате институции, кога имате носители на јавни функции, кои владеат 9 години, во чија што честност се крстат сите, очекувано е дека големо разочарување е фактот на злоупотреба на моќта, позицијата, привилегиите и се она што го носи власта. Самите тие злоупотреби за какви цели и во каква функција се правени, се дел од тој, да кажеме, материјал кој што го поседуваме, кој што веруваме дека во време кога навистина ќе имаме институции со интегритет, дека ќе добијат и правна разрешница, не само политичка, која што во моментот ни е целта да ја обзнаниме таа вистина, и заради јавното добро, и заради јавниот интерес. Во овие денови кога зборуваме за тоа дали смееме или не смееме да ги објавиме информациите, произлегоа и дојдоа и вистинските правни толкувања и меѓународната пракса за тоа дали новинарите можат и смеат да обелоденат такви информации. Меѓународната пракса и искуство вели дека ниту една голема афера или корупцијски или криминален скандал од светски размери не бил обелоденет од институциите задолжени за прогон, туку од новинарите и од политичките опоненти. Во таа насока одат и аргументите дека покрај тоа што зборуваше господјата Тасева за заштитената категорија на пријавувачи на криминал од висок ранг, доаѓаат и аргументите дека за носителите на јавна функција обврска е на тие што имаат материјал со индиции за сторени кривични дела, да го обзнанат пред јавноста, штитејќи го пред се јавниот интерес, а не ликот или приватноста на носителот на јавна функција. Од тука и кога зборуваме за природата на материјалот и тоа што тоа ние ќе сме наштетеле на приватноста на луѓе и така натаму, ние зборуваме пред се за она што значи носители на јавни функции и нивната обврска за законито, професионално, стручно работење и постапување, што за жал го немало долги години наназад, за да го има, ако го имало, нормално и реакциите и советите до премиерот би биле поинакви. Не би му сугерирале да излегува на таква пресконференција во која што ќе каже дека ќе имало судска постапка, таа ќе била транспарентна, заборавајќи ја токму таа темелна вредност на уставен поредок за поделба на власта, на судска, извршна и законодавна, ставајќи се над институциите, ставајќи се над тие кои што треба да ги оценуваат вистинитоста на материјалите и доказите. Од тука самото тоа како податок, како девалвација на целиот систем,
Јас слободно можам да кажам дека институциите во Република Македонија се под стечај. По стечај. Затоа што тие реално имаат еден стечаен управник кој што ги укинал многу одамна, тие се нефункционални и сега ние се обидуваме да ги вратиме, односно да ги подсетиме токму тие задолжени за грижа за поредокот, за правната држава, за владењето на правото, на правните принципи, да помислат на нивната одговорност. Затоа што ова време сакале ние не сакале да кажеме на ваков или на онаков начин ќе заврши. Но сите ние Македонија нема да исчезне и да биде под морското ниво. Ние повторно ќе живееме тука, ќе работиме, ќе создаваме, ќе се грижиме за нашите деца, ќе се грижиме да ги подигнеме руинираните институции, ќе се обидеме да ги вратиме вредностите, зашто без вредности вие право не ви треба. Затоа што тоа право треба да штити некои вредности. Ако тие вредности се погазени, ако е погазена вистината, ако е погазена слободата, ако е погазена правдата, ако е погазена сигурноста, вас правото како право само по себе не ви е од корис. Ние се бориме и за вредностите. Затоа што ако ги вратиме вредностите, ќе ги подсетиме институциите дека тие не постојат за еден и не постојат сами за себе, туку за заштита токму на тие вредности. Интенциите на власта очигледни се да не излезат овие материјали што ги поседува опозицијата и во многу разговори денови на оваа тема бях вас како правен експерт сакам да ве прашам како правник исто така и јас како лаик од таа бранша велам дека токму поставка против Заев мора да се почне кривична доколку не ги објави, а не доколку ги објави. Да, постојат и за тоа правни норми. Да. Сепак правото е основа и темел на државата и владењето на правото е неопходно и ако сакаме да градиме се друго. Значи, еден столб мора да има. Посебно не смеат да се сочуваат или да не се поведе постапка, да не се пријави сознанието за сторено некакво незаконито действие за кое што си дознал во текот на своето работење. Тоа е врзано тоа е буквално дефиниција од кривичниот законник, дека она што си го дознал во рамки на своето работење мораш да го пријавиш, затоа што ако не го пријавиш ти самиот правиш кривично дело. Така да нема тука дилема, апсолутно, и самото не поднесување на тие документи или не пријавување на тие случаи е повторно незаконито постапување и ние немаме право, нити новинарите, нити ние, уште помалку оние кои што се бават со политика или луѓето кои што ги добиле информациите во рамки на своето работење да не ги пријават, затоа што тоа е незаконско. Се друго е незаконско. Не сме да ги прикрие затоа што ќе се претвори во соучесник на тој истиот криминал. Ние не сакаме да имаме соучесници во она што до сега се случувало како криминал и незаконитост, него напротив, сакаме вистината да излезе на виделина и правдата да си го најде патот, односно тие што сториле незаконити действија да одговараат за тоа. Како не гледаат странците од целова оваа приказна? Многу им е чудно, морам да кажам. Ние сме уникатни, значи прочитавме многу работи овие денови, не знам, државен удар на македонски начин, како се гони криминалот или како се води политиката во Македонија, како се контролираат институциите, како работи судството. Значи, сето тоа е уникатно, би рекла, несвојствено, но уникатно на начин што не е позитивен, многу негативно. Значи, од сите аспекти е негативно. Ние од сите страни добиваме пораки да се фокусираме, да видиме дали навистина има нешто, дали навистина има некакви действија кои што кажуваат на пуч или на државен удар, па после да видиме дали тоа ќе го квалификуваме некако во некаков закон. Значи, исто зборував и претходно за нетипичноста.
За државен удар, ако се подготвува, нема да правиш ти оперативна обработка која што ќе водиш 1 година или повеќе време. Значи, државниот удар е, затоа и така се вика. Значи, тоа е нешто што се случува денеска. И тоа е нешто за што немаш време да правиш оперативни обработки. И затоа прашањата исто така се насочени кон тоа како е можно над политичките лидери постојано да се прават обсервации и наблюдување на нивното движење. Дали е тоа законски? Зошто тоа се прави? Ние имаме и порано примери дека политички лидери се прислушкувани или им се воспоставувани посебни истражни мерки. И порано сме имале примери дека биле прислушкувани и масовно биле злоупотребувани институциите. И ние повторно сме на таа тема. Значи, повторно прашањето на довербата во институциите, професионалноста на тие институции, политизираноста на тие институции, спрегата, односно злоупотребата на институциите од страна на политиката. И сето тоа повторно ни се врти, затоа што ги слушаме истите прашања од страна на наши колеги, на луѓе кои што порано ги следеле состојбите во Македонија и сега малце на шега не го сваќаат пучот, односно државниот удар, и не можат да разберат зашто всушност станува збор. Но исто така имаме и подсетувања на ситуации, дали ова е, например, нешто како ситуацијата на Зоран Талер, кога новинари незаконско го снимија во кафе Муабет, па си даде оставка и мораше да се повлече од европратеник и така натаму. И зошто објавување на таква снимка би било незаконски или не би било прифатено од страна на институциите во Република Македонија. Значи, многу прашања, многу дилеми, политичарите си го кажаа своето, но она што го слушаме во изјавите кои што официјално се соопштуваат, после се продлабочува преку дискусиите во повеќе детали, дали има елементи, па што ќе се очекува, што ќе биде тоа, дали имате сознание каква би била таа ситуација, што може тоа да предизвика. Значи, има многу и за нив се уште непознаници, но инсистирањето на правната држава, односно на функционирањето на институциите, го видовме во сите нивни пораки. И пораката да се воспостави владење на правото, односно се што ќе се случува, да се случува во рамки на правната држава. Алармот кај меѓународната заедница е запален. Дипломатските извори до кои што дојдовме дека на последниот состанок они изразиле голема загриженост за ситуацијава во која се наоѓа земјава. Вие имате постојани контакти со нив, средби. Дали, кој е вашето чувство? Дали поголемата загриженост нивна е од ефектот што ќе го дадат објавувањето на самите материјали, или они се загрижени за тоа што може да превземе како чекори владеачката гарнитура? Значи, меѓународната заедница деновиве дел ги коригира своите првични соопштенија во однос на операцијата Пуч. Верувам дека и тие се изненадени околу дефинирањето на самото случување, со бројот на оние кои што се осомничени, не воведувајќи ги тука нормално вработените во службите и во армијата, кои што по дефиниција влегуваат во такво кривично дело. Меѓутоа, она што тие го изразуваат како сомневање за, односно како стравување, не се толку ефектите, бидејќи многумина од нив и се запознаени со делот, она што опозицијата го изнесува како аргументи зошто ги бара тие 5 точки клучни за разговори кои што треба да ги врати институциите и да воспостави нормален политички и демократски процес. Туку мислам дека, ова е моje лично размислување, дека стравуваат од излезните решенија што би ги барала власта во ситуација кога ќе се соочи со вистината. Во таа насока мислам дека загриженоста е во таа насока, меѓутоа тие гледаат и низ призмата на
меѓународната перспектива на Република Македонија. Зошто го зборувам ова и зошто мислам дека целокупната политичка кампања и нотирањето или пренагласувањето на странските служби, алудирајќи на грчката разузнавачка служба, дека стои зад ова што ние го поседуваме како сознание и докази, е повеќе руинирање на оние позиции на Република Македонија кои што би требало да значат трасирање на извесен евроатлански пат за Македонија. И би кажала дека Македонија во овие денови наназад има лицемерна дипломатија. Толку лицемерна што во историјата на македонската дипломатија и во многу потешки состојби не биле изразени толку несоодветни кажувања дека еве ние се израдувавме на победата на Сириза во Грција, очекуваме некое затоплување на односите, меѓутоа сега идеме со некое недокажано и неосновано обвинување дека одредени служби стојат за она што го подготвува опозицијата и дека токму тие укажувања кои што алудираат на соседите, а во одредбата за добивање на датум за преговори од Европската Унија точно ни е нотирано дека ние како Република Македонија треба да преземеме чекори за подобрување на добрососедските односи како услов за добивање на датум за преговори. Сето ова, дури и со антисрпската кампања со билборди, ние не одиме на патот на обезбедување на евроатланската иднина за Македонија. Мораме да направиме втората пауза за реклами, а во третиот дел сакаме да разговараме токму за потенцирањето дека може да бидат нарушени меѓуетничките односи во земјава од овој случај и дали тие може некому да служат за да се прикријат работите и суштината од сето тоа што може да содржат материјалите што треба да ги обзнани опозицијата. Kthehem pjesën e tretë të fundit të emisionit ton të sonтëm. Рековме во овој дел ќе разговараме за тоа дека дали може некој да ги злоупотреби меѓуетничките односи во земјава за да ја заташка целава работа со случајов пуч и тоа што треба да објави опозицијата како аргументи. На тоа предупредуваат и меѓународната заедница и вие во неколку наврати сте го спомнале тоа и сите помислија дека тоа што треба да го објавите може да ги наруши меѓуетничките односи. Значи, ние и претходно во ваша емисија сме зборувале и за научно докажаната предпоставка дека во случај на закочени евроатлански интеграции, падот на квалитетот на меѓуетничките односи е извесен. Односно, колку се пролонгира или се оневозможува патот на Македонија кон Европска Унија и НАТО, толку стрепиме сите внатрешни прашања кои што ќе бидат дополнително подгревање и ефект на она што значи состојба во државата, можат да резултираат со инструментализација на пред се политичките структури во делот на барање на некаков несоодветен излез од такви, би рекла, заеднички проблеми. Затоа и во претходни емисии и во ова една од основните апели и на меѓународната заедница, но во овој случај го користам правото да упатам и апел од името на Социјалдемократскиот сојуз е граѓаните на Република Македонија без разлика на нивната политичка припадност. Ние кога се обраќавме во саботното излагање во Социјалдемократскиот сојуз на пресконференција, упативме порака и до припадниците на ВМРО ДПМН, симпатизерите, да почекаат, да се воздржат од било какви нагли реакции кои што нив би ги ставиле во независна позиција, особено при обзнанување на одредена вистина за нивниот лидер. И затоа, кога велиме, ги повикуваме сите граѓани, без разлика на нивната етничка, верска, политичка припадност, во деновиве кои што следуваат и во периодот кој што следува, би рекла повеќе соодветствува периодот што следува,
да не подлегнуваат на било какви провокации кои што ќе бидат политички и партиски инструментализирани само да се влезе во било какво насилно сценарио со единствена цел да се дефокусира јавноста од вистинскиот проблем, од вистината и она што треба да биде заложба на сите граѓани, да ги вратиме вредностите. Ние за тоа бевме сведоци во саботата, кога наводно, нели како и секогаш во вакви случаи, контра протести, контра спонтано собирање на граѓани, дел од група на луѓе кои што верувам дека не знае зашто протестира во Жена парк, се упатија кон седиштето на Социјалдемократскиот сојуз, со не знам каква цел. Верувам како она од 24 декември 2012, кога беше нападнато во исто време и седиштето и беше вандалски руинирано. Упатуваме повторно апел да се воздржиме сите од она што би поттикнало насилство помеѓу граѓаните, за да ја сочуваме присебноста при носење на разумни одлуки и потези, не само ние, туку и институциите кои што се задолжени за воспоставување на редот и мирот во државава и во ситуации кога треба да се интервенира разумно. Во таа насока, зошто упатуваме ваков апел? Затоа што во минатото се покажало дека во дадени ситуации на политичка криза или сакање да се скрие одредена состојба, одредени показатели кои што одат на штета на рейтингот на владеачката партија и коалициониот партнер во овој случај, имало ситуации на контролирани кризи или инцинирање контролирани инциденти само со цел да се стави фокусот на минати конфликтни времења, да се влее страв помеѓу граѓаните за, не дај Боже, некои насилни вооружени инциденти во кои што нормално во таков период би се мислело на нешто друго. И затоа меѓународната заедница, читајќи ги политиките и искуствата минати на оваа власт по однос на тие контролирани состојби, свесно упатува порака дека во овој случај не треба тие да бидат ставени како залог за она што ќе следува и напротив, сите граѓани имаме интерес да го вратиме и да го заштитиме уставниот поредок. Велам да го вратиме затоа што го немаме, тоа одамна ни е загрозен. Да го вратиме, да го заштитиме затоа што само така ќе можеме да го трасираме патот на заедничко живење. И од тука, кога зборуваме и за загрозените позиции на Република Македонија, треба навистина да ги бараме вистинските виновници за состојбите и перцепцијата за Република Македонија од надвор. Кој е вистинскиот виновник? Ако 9 години имаме розова слика, имаме лицемерна дипломатија, како што спомнав, и ако одеднаш сакаме да ја добиеме симпатијата на меѓународната заедница, да ги убедиме дека еве ние сме искрено за евроатлантските интеграции, јас навистина се мислам и порачувам дека прочитани се, мислам никој не им верува веќе во тоа. Особено сега после објавувањето и овие континуирани манипулации со медиумите во кои што се злоупотребуваат и националните чувства кај граѓаните на Република Македонија во она што значи посегање по нивната големина, по нивниот идентитет, апропо грчките служби кои што му помогнале на Заев, тоа е директен упат во она што значи стратешка цел за Република Македонија и стратешки интерес за Република Македонија, тоа е евроатлантските интеграции. Ако земеме правно или кривично правно да го толкуваме тој момент, тогаш мислам дека виновникот не е Зоран Заев. Затоа свесноста и приземноста во овие оценки и проценки би требало да почне од самите нас како индивидуи, во што веруваме, во трасирањето на доброто за
за нас, за блиските, за заедницата, за државата, па потоа понатаму. Аргументот за оваа злоупотреба на националното чувство на македонските граѓани го гледам и во реченицата од изјавата на пресконференција на Груевски. Во она, по мене, залутана да беше состав на или испитно прашање, ќе беше промашена тема. Ние не сме македончиња, ние сме македонци. Кому му е упатена таа порака? Ако не, во злоупотребата на националните чувства на граѓаните, во она што значи идентитетски моменти или спорови кои што ги имаме со јужниот сосед, кој што не сакајки е вмешан во ова цела циркузеријада што ја приготви власта. Пред да ве прашам, што може да очекуваме како судска разврска во ситуација кога никој не верува во едно вакво судство во кое што имаме? Сакав да го искоментирате исто ова прашање во однос на тоа дека некој може да игра со меѓуетничките односи за да ја заташка целава ситуација, односно тема која се отвора. За жал, игрите со меѓуетничките односи стана многу чести и се реално секогаш кога имаме некаква политичка криза. И тоа некако станува модел на однесување. И за жал, кога треба да се решаваат некои други прашања, најчесто се гледа вниманието да се сврти таму каде што е најчувствително, таму каде што се најчувствителни сите, и ние кои се живееме овде, но и странците се најчувствителни на прашањето на безбедноста, посебно на тоа прашање. И сега, нормално, дека се очекува дека ќе дојде до некакво загрозување на тие односи. Но не е исклучено дека, иако Фросина тоа не го кажува, јас го предпоставувам, бидејќи зборуваме за ситуација, односно злоупотреби на власта или евентуални објавувања на ситуации во кои се презентираат действија преземани од луѓето кои што се на власт, а таму постои коалиција, која што е составена и од едните и од другите. Значи, и нормално е дека и едните и другите и заради себе, својот интерес и оттргнување вниманието од себе, ќе настојуваат поинаку да ги представат тие односи, но и внатре во самата албанска заедница, например, може да се случат одредени судири, како што може да се случат и од страна на македонците, за она што зборуваше Фросина, македонци, македончиња, па евентуално реакција од страна на припадниците на членовите на владеачката партија и начинот на кој што тие би реагирале кон другите. Значи, тука постои голема опасност од евентуални ескалации на безбедносните состојби по сите основи. И партиски, и меѓуетнички, и внатре етнички, поделени по политичка основа. И тоа е нешто за што се доаѓаат оние загрижувачки пораки од надвор. Има и загрижување од типот дека може некој да ги заостри меѓуетничките односи без да има нешто во тие материјали со цел да не излезе. Тоа го реков уште на почетокот, се користат таквите меѓуетнички односи или судири за да се прикрие нешто. И тоа досега постојано се прави. Ние тоа постојано го гледаме. Ова е сега преголема работа, преголем залог за да се... И на тоа се навикнавме, но овде може да има и од друг тип. Затоа што досега, еве, често знаевме да кажеме и дека самата власт ги инсценира или ги прави, да личат дека се некакви меѓуетнички судири, за да прикријат некаков дил внатре или некакво незаконито однесување од страна на самата коалиција, но сега мислам дека одиме подалеку од тоа. Тука можеме навистина да очекуваме некакви ескалации во таа сфера и добро е да се укажува. Мислам дека на тоа укажуваат сите од меѓународната заедница. И мислам дека е добро сите ние да укажеме, затоа што видите, целата оваа ситуација внесува драматика, внесува тензија. Сите ние сме под некаков притисок. Пред некој ден, на самиот ден кога беше пресконференцијата, слушнав Леле, па
ми се промени личниот опис, јас сум многу загрижен или загрижена, сите дома сме загрижени што е ова што ќе се случува. Значи да, навистина се создаде таква една атмосфера на драматика, една атмосфера на исчекување, а слушаме дека тоа нема да се случи во понеделник, да видиме се што ќе се случи, него тоа ќе трае некој период и сега тој период ние треба да живееме во некаква тензија. Затоа е најдобро да можеме да им оставиме се на институциите и да ги повикаме институциите да си ја земат работата во своји раце. Ова не е работа за нас како граѓани. И може ли да очекуваме се да се вратиме назад на институциите? Дали доколку Заев во понеделник, претпоставуваме, излезе и објави првиот дел од тоа што го има како документ, дека во некаков криминал е вмешан нашиот премиер, јавниот обвинител да покрене веднаш постапка за таа работа? Значи, во идеална ситуација, би очекувала во нормална јавните обвинители да се изземат од активностите во врска со овие фиктивни случаи за кои што претходно зборувавме, но и јавните обвинители да се заинтересираат професионално, да ја си ја земат и својата професија и одговорноста која што им ја носи таа професија за оваа држава и за овие граѓани. Тоа е сепак нивна одговорност, они ја прифатиле, они дале заклетва дека ќе работат таа работа. И тие луѓе сега имаат и професионална обврска и имаат и професионална и лична одговорност. Да се постават така да максимално професионално, објективно, засновано на законот, ги проведат, односно ги анализираат и процесуираат сите работи кои што некој ќе ги објави. Дали нешто ќе биде криминал, дали нешто ќе биде од некој друг тип на информација, за сето тоа добро да се проследи, добро да се одработи и обработи, за да добиеме една убава завршница, убава во смисла на правниот аспект, значи добра, издржана, спроведена ни соодветна процедура и постапка и со на крај правна и праведна одлука. Да не се остави на политика и волунтаризам, и шпекулации, и манипулации, затоа што најголемиот проблем во оваа држава се незавршените работи. Ние имаме премногу незавршени работи кои што ги ставаме под тепих. Работи кои што дали биле судски постапки за кои што знаеме дека никогаш не се ни почнати, а некои никогаш не биле завршени, некои процеси не ни почнаа. Значи, повик до сите нив професионално ги критикуваме затоа што ја изгубија довербата кај граѓаните. Дури овие денови, размислувајќи за тоа каква ќе биде разврската, имам склонност кон тоа да размислувам на тема дали ни треба некој од надвор. Може би јавен обвинител, може би меѓународен мониторинг, може би некој кој што ќе ни помогне да излеземе од оваа ситуација, затоа што самите не веруваме во нашите институции. Тоа е погубно да признаеш дека имаш инвалид држава која што сама за себе не може да се грижи, па и треба помош од надвор, но очигледно дека до тука е дојдена ситуацијата и дека треба да се размислува и во таа насока, дури и самите да побараат тоа да се направи. Луѓето кои што се во тие институции би било можеби почесно, отколку грижејќи се за себе да заборават на државата. Тоа што сега говорите, тоа би било идеално, но е тешко за очекување, бидејќи сме на сосема на крај. Тоа што исто така ја интересира јавноста, посебно албанскиот дел од јавноста во Република Македонија, е сигурно дали во сите тие докази што ги имате за евентуален криминал направен од страна на државни службеници, се опатени и функционери албанци, кои што се во раководни места, или ќе бидат заштедени они од целава приказна? Коалицијската власт подразбира и заедничко работење. Мислам дека доволно кажав. Во делот на меѓународната заедница, ние како Социјалдемократски сојуз, а и ДУИ како коалицијски партнер во власта, го издвојувам ова бидејќи
тоа беа единствените пораки до меѓународната заедница, е за нивно активно вклучување во случувањата поврзани со пуч. Баравме од меѓународната заедница да ги активира добрите услуги во секаква форма, вклучувајќи ги механизмите на превентивната дипломатија, само со цел да се обезбеди одржувањето на статусот на Република Македонија кандидат за членка на Европската Унија и очекувач на датум за преговори, затоа што ние сме земја кандидат, не сме изолиран остров, врзани сме со политиките на Европската Унија, сме преземале многу од Европската агенда и затоа во интерес на зачувување на Европската агенда, на обезбедување на услови за спроведување на Европската агенда, Европската Унија не може и не смее да биде нем наблюдувач на севкупните состојби во Македонија, без притоа активно да се вклучи и да заземе малку проактивна улога во она што значи враќање на одредена стабилност во Република Македонија. Затоа што граѓаните добиваат чувство на едни копи-пейст реакции за владење на правото, за гарантирање на транспарентна постапка, за законитост во постапувањето, а гледаме извештаи на Европската Унија кои што 5 години наназад заговараат зависно судство, партизирани институции, така што тие се малку контрадикторни реакции сами по себе и затоа апелите беа токму кон тоа. Ние сме членка и на Обединетите нации. Обединетите нации исто така имаат механизми за активирање на добрите услуги и се она што значи помош на една држава која што има и се сочува не само со политичка криза, туку и криза на демократијата и криза на правната држава во овој случај. И затоа, знаејќи дека институциите на Република Македонија и носителите на највисоките државни функции нема тоа да го побараат, иако во овој случај се овластени баратели на таквите услуги, ние како опозиција тоа го побаравме од нив и децидно го искажуваме во нашите разговори и контакти со представниците на странските земји во Република Македонија, само со цел на оваа држава да ѝ се даде шанса. Да ѝ се даде шанса да не се повторат одредени случувања од минатото, меѓутоа и да се даде шанса на политиките кои што се залагаат за враќање на темелните вредности, враќање на системот кој што сега не функционира, враќање на правилата, на законите, на важењето на уставот и почитувањето на вредностите кои што ќе придонесат сите заедно да ја спасиме Република Македонија. Од кого? Од оние кои што реално ги создадоа условите да бараме виновници едни во други. Секако предстои сензитивен период за сите во нашава земја. Ќе бидеме тука да следиме све што се случува. Ние како медиум ќе информираме во интерес на јавноста се што треба да се информира во однос на овој случај наречен пуч или тоа што ќе објави опозицијата, што се најавуваше како бомба. Се со цел јавноста да биде до крај информирана и се надеваме апелите кои што ги дадовме во последниот дел, во третиот дел, дека нема да подлегнат на провокации граѓаните на оваа земја, било тоа да се македонци или албанци, да служат како средство за некој да постигне некаква цел. Ви благодарам што дојдовте време и бевте со нас. Јувет неруваше кој се фајмнејтор во Мендиен, баш ми рупавшим шифеми тајните на Аршмен на Тнијетен Ко.